Добро вечер. Гледате Агенда 21, втора сезона, епизода број 8. Население и животна средина глобален предизвик. И се тоа ќе биде проследено со феноменалната музика на големиот Жорж Бизе и неговата легендарна Кармен. Уживајте. Иако не е баш за уживање тема, затоа што ако прочепкате малку ќе видите дека популацијата на планетата се зголемува годишно за 70 до 4 милиони жители, дечки. Сега замислете која е таа бројка, тоа се како му испаѓа 30 и кусур Македонии се раѓаат секоја година. Огромно население и тоа нормално дека влијае на самата животна средина и од тука настануваат проблемите. Велат дека сме ги потрошиле ресурсите од планетава 50 години авансно. Ги имаме потрошено и што ќе правиме не знаеме не ние, а што е најдобро што ни научниците не знаат. Така. Сите ние сме колонизатори, сме кои што потекнуваме од мали џепчиња на Африка и сме прилагодливи, можеби малце поише од кој што треба. Во 2015 имало 7,4 или не 7,3 милиарди луѓе, а денеска има нешто над 8 милиарди луѓе, што е премногу и стварно не знам како ни издржува нашава земја. Сега брзо беше 8 милиарди. Така е, да. А можете како не издржува? Овие тела треба да се нахранат, да се облечат, да се образуваат, да се негуваат. А во истото сето време кога го прават тоа, тие создаваат отпад. И еден ден да се стават под земја, и тоа е проблем. И тоа е проблем. И тоа Тоа е е се поголем отпад, да. проблем. Еве, овде имам податок. Обединетите нации велат дека до 2050 година ќе порасне бројката до 9,2 милиарди. Да, што е неверојатно. Тоа е веќе многу. Значи 10 милиарди, Да. вие ќе доживеете и 10 милиарди. Да, ние до Па ние што 8 доживеавме. Не мора до 10 да тераме ние. Па, ама не било секогаш така. Во 1804 било контролирано се, чудете се вели не, преку болести, климатски флуктуации, социјални фактори и се било контролирано. Значи, таа година имало 1 милиарда планета луѓе. Значи, 1804. Ајде сега да Тоа е видам. пред 200 и математика, нешто ето така. 220 години. Потоа нагло се зголемува поради храна, воздух, фосилни горива, минерали. Значи, ние сме сега во моментов 8. Така, точно сме 8 или 8,3. Како беше? Не, 8. 8 сме. Па од 1804 до сега сме И зголемиле логично дека сега. таков неконтролиран раст, Да. што ја зголемува популацијата, Да. прави проблем на самата планета. Многу луѓе, многу болести. Така е. Нели? Вируси. Вируси, еве сега тоа баш актуелно е во последните 3-4 години. И сега и секогаш моветот завршува дека се лошо што и се случува на планетава Земја го прават големите, богати, силни, моćни држави. Така, моćници. Не е така. Пехчево не е голема, Да. силна и моćна држава, и ако е на најубавото место, дури и едно Пехчево е загадено. Па ви видовте дека пред некој време Берово беше еден од најзагадените градови во Македонија. Берово, луѓе, кај што се оди на чист воздух. Да. Страшно. Сите сме си виновни. Арно, Така е. велиш ти Така е. сценаристке во теза. Ви благодарам, колега. Не треба да си математичар за да сватиш дека немаме доволно ресурси на вода. Ајде доста не треба да си математичар, мајка ти те утепа од малтретирање математика да учиш, не треба да си математичар. После да чуте кој ќе удари дома, што рече таму? Не треба да си математичар. Добро. Пази што си рекав. Дека немаме доволно ресурси на вода за пиење, на Немаме. природни, природни ресурси и стварно не знам колку луѓе се премногу. Стварно, Јованче, ти научи ли душ? Научи. Он не прослужува, леле ме да ти пукне. Еве што Он не научи. прослужува, Јован. Капацитетот е 8 милиарди, а ние имаме една планета, значи имаме ограничени ресурси. Ама имам податок дека американецот Знаи дека е. троши 3,3 пати повеќе вода отколку што треба. И сега замислете, ние Тие сите па да како трошиме лубеници, само вода пијат. 3,3 повеќе пати вода. Дали знаете дека ќе има вода за пиење само за 2 милиона луѓе? Не за 8, за 2. Сите ако пиеме толку. Сите, да. Ама тоа пак американците ќе не испијат вода. Затоа е вела дека следната војна, односно последната светска војна ќе биде за вода. За вода. Да. Така е. Имиграциите на народот се важни на оваа тема, да знаете. Мислам, вработување, нови средини,
нови можности, еве гледате ние како земја како Македонија старееме. Ние немаме повеќе млади генерации. 70 и повеќе посто. А вели гледаш Има места во Македонија дечки кај што ќе излезеш денски. така е. Да излезеш да си напиеш кафе и нема да видиш помлад човек од 30 години. Нема. Нема деца, нема. Така, и тоа се се дополнителни проблеми. И не ги заборавајте бегалците. Да. Од Тие војните. се уште и пострашни затоа што тие доаѓаат, прават зулум по патот и прават со- бегалски кампови, Да ви каде ка- што да ви- нема да ви канализација, кажам да сега чекуваат се. Во Дојран секоја втора викендичка, што не се користи Да. често, а во Дојран 80% се користат еднаш до 2 пати годишно, и доаат по 10 дена, е злоупотребено од мигрантите. Куќата што јас ја купив, очигледно беше дека живееле во неа мигранти, не престојувале, туку живееле. Значи, ја обиле, гледа дека никој не живее, стара кукичка, си влегле и ја користеле како живот. Значи, прават они и на одење и на враќање. И на враќање зулум. Затоа што исто така, ај што прават бегалски кампови, туку сечат дрвја, потоа оставаат како што ќе остават, значи не средуваат, немаат никаква култура на живење. Поточно и тие се еден вид еколошка катастрофа. Просто, мислам, многу повеќе отпад. Така, по миграција, ма што да прават луѓето, еве и ние младите, кога немаме услови во земјите во кои што живееме. Еве да кажеме сега дека некој сака да биде кај нас, не знам, астрофизичар, не знам. Прво ќе треба да Прво ќе треба да фати врски за да се запосли. Ама и со врски каде ќе работи, нема каде да работи по струка. Нема кај Елон Маск. Не, ја глумче, ја глумецке се. Глумче, Не сум глумчарно кај- се кажа ти глумче. За кај Елон Маск не сум јас. А и дури и во поразвиените земји, од помалите градови идат во поголемите градови и нема доволно ресурси за се и плюс се повеќе и повеќе се загадува поради се повеќе модерни луксузи Така. и се прави една низа на локализирани еколошки проблеми. Така е. Едно 100-200 јахти на Јадранско море, летно време Дубровник, Сплит. Малце е тоа 100-200 Да, така ми е зборот. илјадници од цел свет. Да. Ама факт е дека луѓето од секогаш се движеле низ светот. Ама со овие владини политики, со многу конфликти, со многу кризи, самите еколошки кризи, овие проблеми се зголемуваат и миграциите се зголемуваат. Затоа и луѓето се селат. Милиони бегалци кои избегале од земјите, вклучувајќи ги Сирија, Тоа се Афганистан ја или зборувам, Иран, да. има ненаден развој на тие огромни бегалски кампови, како што кажа Преска. И тие влијаат на нашето снабдување со вода, Така е. но и на целата околина, на целото Да. земјиште, се загадува самото земјиште, самата почва ја загадуваат. Да, од друга страна не можеш да не ги примиш, знаеш, мислам, не е хумано и тоа е Не зборуваме од Да. тој аспект воопшто, зборуваме Да. што се случува кога ќе заминат. така е. Значи, се очигледно е што остава. се случило Да. како да Така поминала е. фурија. Да. А знаете ли дека, например, очекуваниот животен век се има зголемено за 20 години од 1960 па наам. Значи, луѓето живеат во просек 20 години Повеќе. подолго отколку пред 60 години, што е на некој начин, еве да речеме, триумф за човештвото, Да. нели, се продолжил животниот век. Но тоа што значи? Тоа значи дека уште од повеќе има тела на кои им треба енергија, на Да. кои треба, кој ќе произведува отпад и да знаете дека неверојатен е овој податок. Вика за околу 40% подолго ги троши ресурсите. Тој што е се уште жив. А што не било предвидено да биде. Значи, само еден човек непредвидено кој останува во игра загадува, да, 40%. Тоа е неверојатна бројка. Ова ми ја потврдува теоријата дека некои сили ја направија короната за да не исчезне. Теорија на заговор. Те што теорија на заговор. Да, Боже, е. Господе, Ајде како ти како ти се вртка по глава, така затоа и ти си ишчеш и рамото. Ќути да се чуваме мозот, не ти се ишчеш. Епидемијата е затоа што срце не се бијат раце. Ај, за рацете ако Се дојде. се шегувам. Не. Просто свесно со своите постапки придонесовме да има пандемија. Просто како граф. Исто како и со глобалното затоплување, нели? Друг важен фактор се приходите на населението. Значи зборуваме од најсиромашните до најбогатите. Да.
таа нерамномерна распределба на доходот, значи на приходите кои што ги добиваме, многу наштетува на самата наша екологија. Еве, тука имам податок дека најсиромашните луѓе во светот, тие прават едни неодржливи нивоа на користење на ресурсите, значи одат палат ѓубре, гуми, пластика за да добијат гориво. Исто така ги сечат шумите, ловат многу животни само за да си ги прехранат нивните семејства. А од другата страна, на крајот на другиот спектар ги имаме нели најбогатите. Какви автомобили возат, луксузни, какви им се нивните домови. Со самиот нивен раскош како живеат, Да. тие не оштетуваат нас. Точно. Да. Сваѓате ли сега колку е значајна Да. оваа тема? Да. Никој до сега не ја допрел или барем не ја допрел сериозно како што ние се обидуваме, ние кои не сме екологисти. Ние сме Така е. само љубители на планетата Земја. Земја. И повторно повик до тие што И пак да ја сме отворат први и оваа пак да тема. им чиниме. Да. Чекај се, ако добро ја разбрав темата. Ајде. Значи, денес човештвото користи ресурси за 1,5 планета. Така е. А имаме само една планета. Една, Значи, да. користиме за 1,5 планета. И вика вака, за да го абсорбира нашиот отпад, потребно е 1,5 година. Дечки. Да. Нашиот точно 1,5 година. Тоа што ќе произведеш Да. година дена, треба 1,5 година за да се абсорбира. Значи, Да. тоа се, нели, абсурди. А и нивото на Да, еве на пример, овој податок види. Во оваа пресметка Австралија има поголем еколошки отпечаток од Индија. Индија. Замислете. Австралија, Индија. која е слабо населена, Да. само по краевите на овој, една Индија која е Пренаселена. Да. скоро И две. дека нивото Да. на целата земја, економскиот развој, еколошка штета се исто така поврзани. Така да најнеразвиените земји имаат тенденција и имаат пониски нивоа на индустријска активност, што резултира со пониски нивоа на еколошка штета. Малце, знаеш, парадоксално е. Да. Колку си Апсурди, понеразвиен, Абсурд. не можеш да придонесеш толку штета, а колку си поразвиен, придонесуваш поголема штета им правиш. И истовремено е многу страшно да го задржиш нивото на производство. Земјите меѓу оние кои се развиваат имаат интензивна потрошувачка на ресурси, нели, што може да биде потикнато сепак само од бизнисите кои што се околу нас и кои што се создаваат, при тоа не мислејќи на тоа што е значајно на здравието. Јас најсериозно многу страшно го чувствувам загадувањето на воздухот во последно време. Може и до година на производство, не знам, ама Сите, не само Да. ти. И млади луѓе ми се жалат. Тоа што констатиравме дека во Скопје мириса на оцет. Да. Ама не на оцет купен сега. Оцет заборавен под умивалникот и најден после 2,5 години, само што отворен. Сте помирисале како мириса тоа некогаш, тоа е нешто на... така мириса, сериозно. да. Јас од кога сум роден, знам дека ние сме земја во развој. Но што сме земја во развој ние? Ама никако Да се развиеме. Ние сме нонстop во развој. Во каква земја живеете? Па ние сме во земја, уште се до скоро развива. бевме транзиција. Ама сега сме трае уште транзиција, ма таа трае и развојот. Кој знае кога ќе се развие? Не знам. Кој ќе ни го фати крајот кога ќе се развие? Идева да има дека се развие. Јас не бар знам дали има свес- некој решение. Една отпадна батерија фрлена заедно со останатиот отпад загадува вода за пиење на 11 луѓе годишно. Ми велите дека сте имале убаво детство, во убава природа. Погледнете ја мојата.
Убавината на природата е во деталите, а вие, родителите, не ги гледате. Сите работи во природата се совршени. Спаси ја планетата. Таа е во твои раце. И знаеш што? Секоја капка се брои. Според Обединетите нации, 700 милиони луѓе немаат чиста вода, а околу 2,5 милиарди немаат канализација. Добро, што луѓе ќе бевме? Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Рамнотежа, ведрина, здравје, добра вода баланс, повеќе од вода. Да. Имате стар фрижидер. Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да.
Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад. И конечно на крајот на оваа 8 епизода на Агенда 21 во незината втора сезона го имаме нашиот гостин Тара, Александар Тарабунов. Добро вечер. Добро вечер. Како си ми? Браво, јас сум тука. Мамо, Весна, знаеш? По култура, прво со дамите. Срце мое. Вие од Карпуш верувате во глобалното затоплување? Само ние од Карпуш. Па да, верувам, тоа се случува секојдневно, така да... Како ти го чувствуваш тоа? Да. Освен тоа што ќе прочитаме, нели? Евентуално го чувствувам. Евентуално, да. Па не знам, тоа се случува само ради нас, луѓето, така мислам, и не знам како ќе се справам, искрено со тоа. Да. Не знам, не. Верувам дека често одиш кај што ти се корените, и јас сакам да одам таму. Да. Дури и таму во Радовиш, твој и мој, не е иста ситуацијата како пред 10 или 15. Па нигде не е иста ситуацијата. Сакам да кажам, дури и во тие питоми мали места во кои имало фабрики и погони и ова. Како помал почесто ме носеа во Радовиш, сега малце поретко идам, зашто и не знам, се имам и пријатели од таму, мислам дека и заеднички пријатели, да. Каде што постојано секоја година, ајде дојде да се видиме, па се некако нешто искрсна, така да не знам. Ајде, валјда годинава ќе отидам сега на пролет. Да отидеш, јас бев сега на Самуни Татлија на фестивалот. Таму сум бил. Единствено пошто памтам дека беше ветровита ноќ и дека дишевме прекрасен. Да, таму е чист воздухот, супер е. Да. И тој фестивал, ајде, го наречаме доста посетен. Јас настапував, не знам, пред некои 3-4 години таму. Да, супер беше. Слушај се, наш главна мака ни е овде глобалното затоплување. Тоа се смета за најозборуваниот дел од оваа тема. Веруваш ти во таа работа? Сериозно, да. Па да, нормално. Дали го имате вие освестно, ти си да речеме таа некој знак на таа помлада генерација, знаеш, освен што сега ви е најубаво, сте во најубавите години, творите, идете на журки, не знам, снимате спотови, се зезате. Колку реално сте си го ставиле прстот на чело и викате, чекай бе, што правиме, како мислиме да си го подобриме животот? Јас, например, кога идам, кога настапувам во тие хотелски соби, прв канал што го пуштам ми е Discovery. Добро. И таму има постојано такви емисии некои за да пробат да ги освестат луѓе, али мислам дека луѓе се некако се посебични кога ќе видам некој од кола кога фрла ѓубре, значи ми да застанам и да треба да застанеш. Треба да застанеш. Сестра Витања тоа го прави ден денес. Да, и ми се случило и со луѓе во кола заедно што сум, значи си нешто си отпакува или лименка, ќе си ја фрли, викам, што прави бе човек? Абе, вика, си има луѓе што си работат, вика, ти си ги чистат. Како? Не. Значи, такви некои несвесни работи. работи. А селектираш ли отпад? Искрен да бидам, да не селектирам, само ако сум во некој мол и тука ќе прочитам ова за хартија, ова и... Да, ама не селектираш затоа што не ти овозможиле Да. близко до твојот дом да имаш такво место на кое ќе мислам дека ги утнувам тие за хартија, Јас фрлам нешто. Во секој случај, кога би имало на достапни места повеќе, сигурно дека би го правил тоа. Тоа нормално, да. Не знам, еве сега јас сум забележал таква работа само во моловите. Во моловите. Така да, не знам, измаало. Еве ако збориме конкретно за Карпош, има само обични корпи, да. Контейнери, јас го фрлам отпадот каде што треба. Никогаш не сум фрлил така нешто, било што да е. Така ми е некако, не знам. Да, знаеш дека една од... И дознав една многу интересна работа, не знам кој колега ми кажа, да јас имав навика да фрлам мастика. Вика, не ја фрлај мастиката, зашто вика... 2 милиона години треба да се размножи. Не само тоа, туку умирале гулабите, они овако им застанувале, тука се загушувале и од тогаш не фрлам веќе. Еден од главните, ајде да кажам, под наводници загадувачи на планетава воопшто е неконтролираното купување. Купување непотребни нешта и потоа ќе го купиш, ќе го користиш 2 дена и ќе го ставиш во некоја гаража. Затоа ќе опрашаш таткови, зашто ја постојано, значи му викам, на пример ќе му кажам некоја работа дека ми се допаѓа. Да. Добро. Утре дента имаш 4 работи од тоа.
И му викам човек, значи Така. не доаѓа војна. Не се спремаме за војна, значи да спремаш залихи. Викам имаш значи минимум 3-4 маркети на не знам, на 50 метри од тука. Така да викам не мора да купуваш од секоја работа по 4 работи. И ми вика, добро, окей, нема да го издавам. Да речеме гардероба, ти си човек што очигледно менува, сака да менува, сака да се облекува добро, изгледаш секогаш. Тоа купуваш непотребна гардероба, тоа сум 100% сигурен. Дека ги купиш, не, тоа е добро, Мислам, непотребно да купувам многу гардероба, не. Знам да си се освежам со некоја парче која ти ми треба. Сакам да си купам некоја убава работа, да. Али храна буквално си купувам кога, зашто многу готвам ја, постојано. Гурман голем сум. И кога сакам нешто да сготвам, си купувам точно тоа што ми треба. Да. Меѓу другото, тоа е една од работите што... Да, дури некогаш е смешно и знам и на пазар да отидам. И точно си купувам, значи, авокадо едно, ако треба едно го купувам. Ако ми треба, не знам, една марула или патлиџа, не знам. Така. Поготово тие продукти што брзо се расипуваат, не можеш да купиш ти. Така и треба да се купува. Да, 5 кило патлиџа никој не купува. Никој не купува, има некој што. А кажи ми, пешачиш, одиш со кола или возиш точак? Пешачам постојано. Браво. Возам точак, премногу возам точак. Точакот го купив на шала, знам еден другар сакаше да си го купи тој точак. И он ми вика, сакам да го купам тој точак. Викам, кој точак сакаш да го купиш? Ми го покажа, многу ми се засвига, тогаш имав некоја паричка у мене, ја му го купив точакот. И он ми вика, леле, вика, ми го купи точакот, вика, жена ми сега друг ми купи. И ми вика, од ни еден два. Да, и кога бев да го купам точакот, тоа е велосипедот, Да. Зашто ми скараа негде, ми вика, не се викало точак, велосипед. Колоквијално е точак, не си сгрешил, да. И тој што ми го продаде ми вика, знаеш, дека ова е зараза, може да ти влезе под кожа, буквално. Викам, не бе, онака го купувам, викам, ќе повозам некојаш. Од тој ден не се симнав од точак, зашто и тако за по планини, си идам до Пантелеймон, си идам до Средноводно. Тоа гледам, те пратам на Инстаграм. Постојано, така гледам да следам секој твој чекор на Инстаграм. Инфлуенсеркава наша. Те гледам баш на Инстаграм дека често го правиш тоа во своето мини студио, тоа кај ти е дома ти е тоа? Да, дом. Студио Севанеш како прекрасно има студио. Сигурен сум дека користиш многу батерии. Па батерии, не знам. Како чекај Круја се троши, али батерии. Чекај сега, ти имаш Батерии за тие некои тие светленца што ни прават амбиент, дека работиме. Абе за далечинско користиш ли батерии? За второто далечинско користиш ли батерии? За машинка за бричање користиш ли батерии? За транзистор користиш ли? Транзистор? Кај завршува тие? Кај завршува? Од во корпа. Гледаш, тоа е најштетниот отпад. 100% е нешто, така. Тоа е најштетниот електронски отпад. Кај да ги фрламе батериите? Па сега ние тебе ќе ти кажеме. Прво тука имаш од плячковица воздух. Од каде беше воздух? Од плачковица е тој воздух. Фино ќе го вдишеш. Прво вдишуваш. И после отвараш. Можеш да го вдишеш и да го споделиш со некој. Така со некоја да го споделиш. На интернет нели имаше една од Анџелина Џоли, не знам што поминал, како фан земал од воздухот и да ме здивот на Анџелина Џоли, па не знам колку го продаваа на eBay. Сега, ова ти е од плачковица воздухот, но сите тука батерии кои што ги имаш во дома ќе си ставиш во студиото твое сладко, пресладко, интимно и ќе си ги собереш и на крај тука ќе си прочиташ како се рециклира и каде треба да се фрлат, инаку најчесто ти доаѓаат од дома и ако имаш исто стара опрема електронска. Да, стара електронска опрема. Стара електронска опрема имаш? Па да, сигурно. Појачалца, стари, она кабли. Ќе се јавиш на тој телефон и ќе ти дојдат и ти го соберат електронскиот отпад без пари, да знаеш. Без пари? Да. Тоа е супер. Ако ти побара, пари повеќе се навесна. Па да, ќе им речам со врски сум, извините, молам, не. Фала ти што дојде. Слушај, ретко сте Весна да пофали некого од македонската музичка сцена, сега ми кажа дека неколку дена си цупка со твојот. Да, скоро децата ги зарази све. Како си на тој план работиш? Постојано сега работам 2 песни и сум двумица тешка да ти кажам зошто. Една песна што ја работам е малце како као меланхолична некоја, али има па добар онако груп. Парк, кеј, женска. Не е да толку нежничка, не. Добро.
Али така прави некоја, која ќе ја слушаш, ти прави некој потажен амбиент. Тоа е слично некако на претходната песна Празен град. А од друга страна па имам и нова као фанкерица, која што е многу свежа. Таа Празен град дури и ја ти ја пофалив наистина. Да. Sad se moje hvala ti što dojde. Se nadam дека ова твое искуство ќе го споделиш со тие што се околу тебе. Да. Ќе ги натараш ако ништо друго да ја гледат твојава епизода. Можеме да го ставам и не знам на социјални мрежи па и други. Каде сакаш можеш да го Сега ставиш. другиве ако сакаат од кај ќе си најдат. Ќе им пратиме ние. Или ќе им кажам. Ќе им пратиме ние само Или да нека кажат. станат пејачи популарни па ќе ги викнеме После па ќе нека добијат. селектираат батерии. Оловото ги загадува резервите за пиење вода. Како што тргнавме, ова води до едно самоуништување, истребување на народот. Решение има и тоа вие младите така треба да. Решение сега веднаш. Одговорот лежи во минимализмот, дечки. Значи човекот треба конечно да свати колку малку мали, ситни, прости, едноставни нешта му се доволни за да биде среќен. И затоа најсреќни се оние луѓе што имаат најмалку. Да. Да знаете дека е тоа така. Поминете некогаш во понеразвиените делови од Македонија, разговарајте со тие луѓе кои немаат ништо, но се посреќни од сите нас што живееме во големите градови. Што треба да се направат? Некои од работите се што ќе ги прочитам што треба да се направат, што јас мислам делуваат смешно. Овие што не гледаат половината ќе се смеат, ќе речат овие се луди. Но само така може да се намали. Еве на пример, вака. Поединците ширум светот, особено во развиените земји, треба повторно да ги проценат нивните модели на потрошувачка. Значи да се преиспитаме како трошиме, што трошиме, зошто трошиме, колку трошиме. Треба да се повлечеме и да го преиспитаме она што е важно и активно да наоѓаме начини да го намалиме количеството ресурси што ги трошиме. Тоа што зборував, што е потрошено се 50 години однапред. И сега се овие за смеење. Да, сега се за смеење, да. Пократко туширање. Како изгледа пократко туширање? Толку. Не бе со влажни барамчиња. Подкрат туширање, да кажеме не на пластика за еднократна употреба, и тоа го зборувавме. Да. Пласт која на вистина треба да се избегнува пластиката. Рециклирање на нашиот отпад и прегледување на нашиот начин и зачестеност на патување. Кај одиме? Со кого одиме? Колку одиме? Што ќе јадеме? Со што ќе патуваме? Да. И ако милиони ширум светот почнат да го прават тоа, разликата ќе почне да се зголемува. Разликата меѓу прво кажаното и ова последно. Колку повеќе го правиме тоа, толку побрзо ќе се оствари оваа мисија. Ама за се сме ние виновни, но и решението е во нашите Така, и дечки, ова што го правиме ние, значи ова не е од четврток до понеделник. Ова ние почнуваме, а можеби за 10, 20 или 30 години некои исти вакви четвори за гизат и уште ќе работат истава работа. И ова се процеси, ова е еволуција, не е револуција. Така. Точно. Еве со повеќе од 3 милиарди луѓе на планетава, лесно е да претпоставиш и да речеш дека некој друг ќе го направи тоа. Сега што морам јас, некој друг ќе се погрижи за ова, со проблемот. Со ние што се бавиме со животната средина, со населението, ама сепак прашањето што не засега е во нас. И нашето мото се почнува од нас. Значи да се биде добар глобален граѓанин може да вклучиме се од намалување на потрошувачна пластика и до волонтирање и помагање на другите. Тоа не прави поразлични од целиот друг животински свет. Хуманизам, а тоа заборавивме да го правиме. И уште ова за самиот крај морам да ви го кажам, пред 10 на 15, можеби 20 години, на Струшките вечери и ручеци на поезија, лауреат беше еден кинески автор, за жал сум го заборавил името, веројатно е некој Чинг Чанг Чонг. Го интервјуира на националната телевизија и меѓу другото новинарката го праша каде е роден и тој изјави дека е роден во едно мало село во Кина со 3 милиона жители. Значи, тоа што ние си го правиме самите на себе е неправда, дечки, неправда. Ја знаете оваа песна, дечки? Знаеме. Сакам бембе алпина, но нема ни задрина, мамо, мамо спаси ме. Сакам женска луда фина, да биде како лина, мамо, мамо спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. И
јас. Сите велат дека многу барам. О, барам, барам, но нема. Yes! Bye bye. Bye bye! Ćao.